ама сте удимиле. Дами и господо, добре дојдовте. Во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои останатите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција, туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјата. YouTube каналите на 7.000 македонски подкастери и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Апсолутната звезда на овие избори, господинот Орце Ѓорѓиевски, продолжува со најави за радикални промени во главниот град како дел од неговата кандидатура за градски татко. Тој најави дека ако биде изгласан за градоначалник на Скопје, машките бербери ќе почнат да наплаќаат паушално. Ова се должи на долгогодишните поплаки на господинот Ѓорѓиевски дека, цитирам, некад ни машинката не ја уклучува, а ми бара 300 денари. Па сега на Адам Лабунски 300 денари му бара, мене 300 денари ми бара. Нема смисла, изјави господинот Ѓорѓиевски. Македонија е можеби останата во 20-тиот век, но локалните избори полека влегуваат во 22-тиот. Движењето Знам отвори собствена AI платформа за директен диалог со граѓаните, која се вика Знам GPT. Прашај го градоначалникот. Од партијата велат дека овој AI бот го има одговорот на сите прашања на нивните симпатизери, нагласувајќи дека ова, цитирам, не е само дигитален производ, туку нов начин на водење политика. Политика што слуша, одговара и не се крие зад изговори. Епа, нашата редакција реши да го тестира токму тоа. Еј, знам GPT, знаеш ли дека има ѓубре на секаде по улиците? Знам. Знам GPT, знаеш ли дека секоја политичка партија во земјава годишно инкасира неколку стотици илјади евра државни пари согласно законот за партии во Македонија? Знам. Знаеш ли дека нашиот лидер Максо е поранешен кадар на СДС? Знам. Еј, водител, знаеш ли дека шеѓиве ви се многу лоши? Знам. Максим Димитриевски, Максим Димитриевски, Амар калена ментейкера, pero me gesa picodela, Samet Sanievski, Mensur Kapetan, Амар pratenico cano, o Daniel, o parlamento, Daniel, o parlamento, Amari presedalka, Ivana Ѓорѓиевска, Исател на листа, носител на листа, Самет Саниевски, Менсур Капетан. Од тензии никогаш доста. Сомнителен куфер поставен пред канцелариите на јавното предпријатие Државни патишта. Лице од обезбедувањето на државни патишта минатата недела пријави сомнителна активност пред канцелариите на предпријатието, лоцирани на плоштадот ВМРО во Скопје. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, на камерите за видеонадзор биле забележани две лица кои го разгледувале просторот, при што едното од нив оставило куфер. За содржината на куферот, повеќе ќе ни каже нашиот дописник, експерт за куфери, Илко.
Илко, каков е куферот? Normalno kofer kao kofer, prazan. Нов систем за влез и излез од Европската Унија. Министерството за внатрешни работи ја информираше јавноста дека почнувајќи од 12 октомври 2025 година, Европската Унија ќе започне со имплементација на измените за влез и излез од Унијата, кој ќе биде целосно имплементиран до април 2026 година. Зашто се ќе треба да се подготват патниците? Најпрво за промена на личното име. Токму така, македонските туристи кои патуваат во Европската Унија ќе мораат да го менуваат нивното лично име на секое влегување во некоја од европските земји. На крајот од денот, ако не им пречеше во 2018 година, зашто би им пречело сега? Патем. Забележавме дека во коментарите на нашите социјални мрежи поедини ликови пишуваат дека требало да се бричам. По тој повод направивме онлайн анкета за да го испитаме мнението на гледачите. На прашањето дали треба да се бричам, 33,3% од вас одговорија дека не треба да се бричам. 33,3% од вас одговорија дека треба да се бричам. А останатите 33,3% од вас одговорија дека и да се бричам, и да не се бричам. Од некоја причина имаме и вести од културата. Изминатава недела се одржа доделувањето на Нобеловата награда за литература, која оваа година му припадна на унгарскиот автор Ласло Краснахоркај за неговиот неодолив и визионерски опус. Опишан како современ господар на апокалипсата, авторот е најпознат по неговото дело Сатан Танго, обработено во истоимениот 7-часовен филм на Белатар. Океј, прочитав неколку од неговите книги, човекот стварно добро пишува. Ама, и покрај тоа, кога некој ќе ме праша кој ми е омилен автор, јас си понатаму ќе кажам Славко Јаневски, заради тоа што ова Ласло Краснахоркај ми е тешко за изговарање. Живот без секс, помалку сјај, повеќе стрес и уште 7 изненадувања. 6 од нив се мажи со кои девојка ти се гледа скришно зад твојот грб. 7-та е Кандида. И за крај, метео. Подобро сонце со заби, отколку месечина со една нога пократка. Драги гледачи, ги гледавте другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум Тентакрул, а вие сте секогаш во право. Довидување.